Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Лимфомот е малигна болест што го зафаќа лимфниот систем и е на 7-мо место по зачестеност во светот кај двата пола. Како се препознава лимфомот? Кои се симптомите, причините и ризик факторите за ова заболување? Каква е улогата на раната диагностика при лекувањето на пациентите со лимфом? За унапредувањето на раната диагностика и третман кај лимфомите денеска разговараме со асистент доктор Марија Попова Лабачевска, хематолог, и асистент доктор Божидар Кочовски, исто така хематолог од Универзитетската клиника за хематологија во Скопје. По блокот реклами започуваме со денешниот разговор. Останете на Телма. Зошто е важна раната диагностика кај малигното заболување лимфом ќе ни појасни асистент доктор Марија Попова Лабачевска, хематолог. Добре ни дојдовте во студиото на Телма, и асистент доктор Божидар Кочовски, исто така хематолог. Добре дојдовте и добар ден. Добар ден, добре најдовме, ви благодариме на поканата. Ова болест го зафаќа лимфниот систем. Певе да започнеме од тука. Што е лимфен систем? Сме слушнале сите за лимфни јазли, но сето тоа е многу посложено. Па наједноставно, ако може да ни го појасните тоа. Па накратко ќе се обидам да објаснам за лимфатичниот систем. Лимфатичниот систем има главна улога во одбрана на организмот, односно главен составен дел од имунолошкиот систем на организмот. И тој е составен од неколку органи кои што може да се поделат на примарни и секундарни лимфоидни органи и ткива. Во примарните лимфоидни органи спаѓаат тимусот. Тоа е мал орган кој што е сместен позади градната коска и во него се создаваат така наречените Т-лимфоцити, Т-клетки. Потоа имаме коскината срцевина, тоа е во полутечна состојба ткиво, кое што е сместено во средишниот дел од плоснатите коски кај возрастни лица, како што се градната коска, черепот, ребрата, коските на кралицата, и во неја се создаваат сите крвни клетки и исто така меѓу нив и Б-лимфоцитите. И имаме секундарни лимфоидни органи. Тука главни се слезенката, тоа е органот кој што се наоѓа во абдоменот под левиот ребран лак, и лимфните јазли, каде што ќе се задржиме денеска повеќе. Така можеме да ги погледнеме фотографиите кои што се однесуваат на лимфните јазли, каде се има лимфни јазли во нашето тело, всушност има низ целото тело, речиси. Па кај еден возрасен организам има околу 800 лимфни јазли, од кои што дури 300 од нив се сместени во вратната речја. Инаку имаме палпабилни и оние кои што се допират може да се забележат. Палпабилни лимфни јазли, тоа се во вратната регија, во аксиларната регија и ингвиналните лимфни јазли. Значи тоа се кај вратот, под пазувите и на препоните. Да, и на препоните. И имаме внатрешни, абдоминални кои што се сместени во стомакот и исто така во градниот кош. Најчесто пациентите се презентираат со периферни зголемени лимфни јазли, тоа најчесто во вратната регија, како што може и да се види на сликата. Така, доколку некој пациент забележи дека му е отечен лимфен јазол, кој што е опиплив, тогаш веднаш ќе се јави на лекар. Доколку станува збор за лимфом, за ова малигно заболување кое што ги зафаќа, кое што се забележува во лимфните јазли, како изгледаат во тој случај овие лимфни јазли? Тврди ли се на допир? Болат ли? Званично, она кој што е најчистата презентација, тој лимфен јазол е безболен. Значи, она кој што ја прави разликата помеѓу воспалителен, затоа што, како што кажа колешката, лимфниот систем е одбранбен систем на организмот. Така да и во природна, значи неговата улога е да не штити, така да можеме да добиеме воспалителна лимфна жлезда која што ќе се јави при определена вирусна или бактеријска инфекција. Така да не секој отечен лимфен јазол е лош. Онај кој што е лош е онај кој што е безболен, кој што е тврд, најчесто, кој што или расте фиксиран, кој што не е подвижен на палпација, не е подвижен, туку е фиксиран за подлогата. Тие се почесто, не мора да значи, меѓутоа се по-суспектни за малигна патологија. Така да тоа е она кое што треба да дојде кај нас за да го офатиме во онај физикален дел од прегледот. Но што е со оние лимфни јазли што се внатре во телото и што не можеме да ги забележиме? Доколку тие се зголемат, отечат, ки имаме ли некакви симптоми во градниот кош или пак стомакот? Тоа е дел од презентацијата.
тој е дел од пациентите кои што доаѓаат кај нас по направени определени радиолошки испитувања, дали тоа е ехо, компјутер, без разлика на што. Тоа се лимфни жлезди кои што потискаат делови од организмот и соодветно на тоа даваат симптоматологија. Значи таа нелагодност абдоминална, тој абдоминален дискомфорт, доколку е предизвикан од зголемени лимфни жлезди, значи ќе биде тапа болка која што ќе перзистира, која што нема да се намалува и значи ќе биде визуализирана и ќе дојде. Нас ни се од интерес да имаме, значи дел од пациентите околу 30 можно е да немаат палпабилна лимфна жлезда, и тогаш диагностиката е малце по-отежната, затоа што и пристапот за да се добие материјал ќе биде малце отежнат, меѓутоа мора да се опфати во целото тело во физикалниот преглед. Може ли некој да се јави кашлица, да речеме, упорна, како резултат на Тоа е поради најчесто зголемени туморски лимфни медиастинални туморски маси, значи зголемување на лимфните јазли во градниот кош, тие предизвикуваат отежнато дишење, сувана дразнителна кашлица. Значи повторно пациентот ќе има одредени симптоми, но најчесто се презентираат со периферна лимфаденопатија. Се вика, тоа е состојба кога имаме зголемување на односно промени во големината на лимфниот јазол, значи секој за нормален лимфен јазол, бидејќи сите ние имаме лимфни јазли во телото, меѓутоа за нормални лимфни јазли се сметаат оние кои што се големи до 10 мм или максимум 12 мм. Се што е над таа големина се смета за лимфаденопатија, која што треба нели да се проследи. Меѓутоа со соодветна анамнеза, добро земена анамнеза на пациентот и физикален преглед, значи за тоа каква е лимфаденопатијата и нели покрај анамнезата, на пример, бидејќи најчесто зголемените лимфни јазли се од реактивна природа. Реактивна природа значи дека се тоа бенигно зголемени лимфни јазли. Зошто? Затоа што се јавуваат како резултат на одредена инфекција, воспалителен, бидејќи многу бактериски инфекции, вирусни инфекции, на пример со цитомегаловирусот, со Епштеин-Бар вирусот, потоа бактериски инфекции и автоимуни заболувања, на пример ревматолошки, автоимуни заболувања како реуматоиден артрит, системски лупус и така натаму, и тие може да одат со појава на реактивна, односно бенигна лимфаденопатија. Доколку се исклучат сите тие причини, значи горно-респираторна инфекција, бидејќи најчеста појава на зголемени лимфни јазли е во вратната редија, кај пациентите што се јавуваат, доколку се исклучат реактивните причини, тогаш се пристапува кон се прават дополнителни испитувања со цел да се види што е причината за зголемената жлезда. А има ли некои општи симптоми кај сите пациенти што се јавуваат? Па некои може да се презентираат кај пациентите конкретно со лимфоми, дел од пациентите се имаат безсимптоматологија, дел немаат. Обично таа безсимптоматологија ја викаме. Тоа се системски симптоми, општи симптоми, како што се слабост, малаксалост, трески, навечер поготово, покачена температура, меѓутоа субфебрилна обично, потоа загуба на над 10% од телесната тежина за период пократок од неколку месеци, значи кој што не е поврзан со диета, тоа се чешање по кожата исто така. Еве ние ги издвоивме тие најчисти симптоми, можеме да ги погледаме. Ние издвоивме ноќно путење, значително губење на телесната тежина за неколку месеци, секојдневно покачена температура најмалку 2 недели, малаксаност, јадеж по кожата. Еве да започнеме со ноќното путење. Го чувствуваат сите пациенти со Не. Значи без симптомите значи може да презентираат, како што кажа колешката, кај дел од пациентите. Значи претежно се неповолен маркер, односно се знак за проширена болест. Веќе навлегол болеста е поагресивна, односно проширувањето на болеста е по-големо. Така да, иако не мора да значи ни во исходот на лекување, меѓутоа ни значи во однос на ризик, стратификацијата. Така да,
Температурата колку би била покачена? Што значи тоа? 8 со 5 се смета дека е зголемена температура. Значи, тоа се симптоми кои што треба да постојат доколку исклучен некој друг инфективен причинител. Значи, не секоја температура треба да биде знак дека постои малигно заболување. Постои одличен водич. Значи, нашата клиника организираше доста често пати. Не. Тоа е алгоритам. Да, тоа е, извинете, можда соодветно не се изразив. Тоа е алгоритам кој што им служи на матичните лекари да имаат некаков си патоказ како да постапуваат кон пациент кој што презентира со зголемен лимфен јазол. Значи мора да се спроведе еден антибиотски третман, да се избегнува користење на кортикостероиди кои што може да го намалат и лажно да го намалат, значи лимфниот јазол, така да знаат како да постапат. Едуцирани се доста. Ковид пандемијата на жалост ни ги намали случаите кои што ги откривавме навреме. Презентираат сега пациенти кои што се во понапреднати стадиуми на болеста. Тоа е насекаде во светов, не сме ни ние исклучок. Се надевам дека ќе успееме да ги поттикнеме сите оние кои што имаат да се кријат или вакво да одат кај своите матични лекари, за да можеме да откриеме што е можно повеќе и успешно да ги излекуваме. Бидејќи прогнозата е многу поразлична. Да, зависи од стадиумот во кој што ќе ја фатиме болест. Основно е пациентот да се дијагностицира во порана фаза на болест. Тоа е клучен фактор од кој што зависи исходот од терапијата и Значи, многу е важно да си го слушаме телото, да забележаме било какви промени кои што се нетипични, да се јавиме на лекар, а матичниот би требало да лекар да се посомнева и потоа врз основа на алгоритмите што ги споменавте, водичите да го препрати. Значи, доколку исклучи инфекција или друга причина реактивна, да го прати на нас, на хематолози. Да. Да се задржиме малку и на причините кои што може да доведат до лимфом. Откриени ли се? Вистина ли е дека некои секојдневни вирусни инфекции може да доведат до ова заболување или пак бактериски како што е хламидијата, да речеме? Апсолутно. Асоцирани се, дел од лимфомите се асоцирани со одредени инфекции, како на пример вирусни инфекции, со Епштайн-Бар вирусот инфекцијата, на пример кај Ходжкиновиот лимфом и кај дел од неходжкиновите лимфоми, имаме еден Буркитов лимфом кој што е асоциран со Епштайн-Бар вирусна инфекција, не мора да значи, меѓутоа се смета дека тие лица имаат зголемен ризик од развој. Потоа имаме, на пример, пациенти со Helicobacter pylori инфекција на желудник. Што е исклучително честа. Да. Треба ли да се плашиме доколку имаме таква бактерија? Не треба да се плашиме. Дури лечењето на тој лимфом, лечењето започнува со лечењето на бактеријата. Значи просто елиминира изворот. Она кое што го кажа, значи ако одбранбениот систем постојано биде алертиран, односно биде состојбата на организмот да е цело време инфламаторна, да има воспалителен процес кој што ќе сигнализира да се активира и заради тоа има ненормална реакција која што се јавува во организмот и дел по дел се развива таквото лимфоско ткиво. На пример, кај Helicobacter pylori инфекцијата конкретно, не дека треба да се плашиме, меѓутоа треба навремено да се лекува таа инфекција, затоа што долготрајна Helicobacter pylori инфекција може да доведе до оштетување на ѕидот на желудникот, просто кажано, и во тој случај и да стимулира една туморска трансформација во желудникот, која што ќе се презентира со најчесто вид на малт лимфом, го викаме тоа. Тоа е ниско малиген лимфом, меѓутоа е сепак малигно заболување. И хламидијата што споменавте за око, така да постојат вируси, бактерии кои што секојдневно ги имаме и кои што може да предизвикаат. Нема правило, не се знае, се работи за генетска работа, предиспозиции кои што различен предизвикувач, дали е вирусен или бактериски, може да ги активира и да доведе до таков ненормален одговор. Не е дека постои, ние земаме во анамнеза, ни се битни изложеност на токсични материи, дали случајно, дали намерно, видот на професионалното изложување, така да ни се битни работи затоа што има асоциација која што постои.
А што со автоимуните болести? Има лица кои се болни со автоимуни болести, земаат имуносупресивна терапија. Што е поричично, самата болест или пак терапијата? Не, тие пациенти кои што имаат автоимуни заболувања и треба да бидат поставени на имуносупресивна терапија, имаат потенцијално повисок ризик од останатата, да речеме здрава популација, поради тоа што имуносупресивната терапија, хронична, зборам, долгорочна, може да доведе до оштетување на имунолошкиот систем и да го направи неспособен да се одбрани од инфекции, од туморски клетки и така натаму. И во тој случај поради тоа тие луѓе се посклони на развој на вакви лимфопролиферативни заболувања. Тоа е споредено со обичната популација. Тоа не значи дека секој кој што има хронична болест треба да стравува дека ќе заболи од малигно заболување. Значи ризикот за нив е поголем затоа што самата болест и самата терапија го прави сето тоа. Значи потребна е интеракција помеѓу фактори од околина со генетската основа кај пациентот. Пациент кој што има генетска, да речам, предиспозиција. Затоа е битно она што го кажавте, да си го слуша телото, да знае дека нешто може да се случи и да интервенира кај својот лекар за да се стави сомнеш некаков определен и да се направи дополнителен преглед. Има ли лимфоми кои што не треба веднаш да се лекуваат? Апсолутно. Да се следат, тоа се нарекуваат индолентни. Кога слушнеме малигна болест, ова е многу неочекувано. Апсолутно. И тоа се случува и во амбуланта, кога ќе дојде пациент и кога ќе донесе хистопатолошки наод на кој што ќе пишува малигна болест и кога ќе речеш во ред, сега треба да следиме состојбава. Тој тип на лимфоми се нарекуваат индолентни или спорорастечки се. И тие одат на стратегија на обсервација, на наблюдување или watch and wait стратегија што ја користиме како англицизам. Така да нив ги следиме и кога ќе се нотираат знаци дека болеста веќе напреднува, односно станува актив, тогаш се започнува со лекување. Значи се чека извесен период. Фоликуларните лимфоми, да. Но има и они брзо растечки, што брзо се развиваат, за неколку месеци пациентот веќе има една лоша клиничка слика. Кои се почести? Од клинички аспект ние ги делиме на high grade или брзо агресивни лимфоми и на low grade, односно индолентни спорорастечки лимфоми, како што кажа колегата. Агресивните се и ги делиме хистолошки на Ходжкинови и не Ходжкинови лимфоми. Агресивните лимфоми се почести, тоа се главен представник најчесто е дифузниот крупноклеточен Б лимфом, тие се почести, тој опфаќа околу 30% од сите лимфоми. На второ место по него е фоликуларниот лимфом, кој што спаѓа во групата на индолентни, односно спорорастечки лимфоми. Што се можат и да трансформираат, односно се менуваат од еден да стане поагресивен. Почести сте прашавте агресивните почесто ги диагностицираме кај нас. Тоа упатува дека можеби некогаш не ја препознаваме симптоматологијата доволно и си мислиме дека можеби нешто друго е, а стои споро растечко ткиво, некој јазолче. Така да многу зависи и агресивниот лимфом има одлична прогноза доколку се фати на време. Дури агресивниот. Да. Значи нашите болести и она кој што нашата клиника го овозможила и точно тоа го има во водичите, дека овозможивме третман кој што е компатибилен со третманот кој што го добиваат пациентите во западноевропските земји, во Америка, така да држиме чекор со современата терапија и даваме терапија која што е соодветно предвидена за определен вид на болест и за определен стадиум на болеста. Но битна е многу навремената дијагностика од основно значење. А што правите кога дијагностицирате пациентиве доколку има оттечен лимфен јазолци, кога земате биопсија? Тоа е почетниот чекор? Значи доколку се исклучи дека станува збор за реактивна лимфаденопатија, да. Во тој случај најпрво може да се земе да се направи пункција на лимфниот јазол и тогаш со цитолошка анализа, значи на клетките, да се одреди
со таа цитолошка анализа се гледа дали треба да продолжиме со биопсија со екстирпација на жлездата или пак треба да почекаме да го следиме пациентот. За да се постави дијагнозата, неопходна е биопсија, односно екстирпација на цел лимфен јазол или дел од лимфниот јазол и негова патохистолошка анализа со има посебни имунохистохемиски боења, се викаат тие, со чија помош се одредува подтипот на лимфом, дали станува тоа е збор златен за стандард. Ходжкинов лимфом или не Ходжкинов и доколку станува збор за не Ходжкинов лимфом, тие имунохистохемиски боења ни покажуваат дали е со потекло од Б лимфоцити, Т лимфоцити или НК клетки или така наречени клетки природни убици. Ова е вака просто кажано, да. И врз база на тоа откако ќе ја поставиме дијагнозата, одредуваме, бидејќи се сите, и нели дали се работи за индолентен или агресивен, и врз база на поставената дијагноза одредувате стадиум на болест, потоа се одредува со помош на порано, со помош на компјутерска томографија, а сега со помош на ПЕТ скен. Значи со скен всушност гледате дали е расширено низ телото? Овозможено е веќе значи во нашата република има одличен тим ПЕТ центар и одличен тим кој што спроведува и со чија помош веќе и терапијата и одговорот на терапијата го мериме спрема тој према ПЕТ скенирање, ПЕТ КТ скенирање. Така да се мери метаболна активност на туморските клетки преку тие специјални камери, специјална процедура и се оценува дури одговорот на терапијата на поедините клетки, дали се намалило, колку се намалила таа метаболна активност, така да веќе и намалуваме и непотребно дозирање, односно давање плюс на терапија на пациентите, така да овозможено и тоа дополнително. Важно е состојбата на срцето, правите ихо на срце за да процените дали пациентот може да прими терапијата или не. Мора, затоа што определени лекови се кардиотоксично, односно нивното дејство врз срцето е неповолно, посебно за постарите лица, меѓутоа како дел од обавезниот задолжително пред започнување со секоја терапија, ехокардиографијата е нешто кое што мора да го направи. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент, ќе ги поканиме. Емисијата Почитувани е контактна, слободно јавете се на телефонскиот број на телевизија Тилма, поставете прашање поврзано со темата на која што говориме и ќе добиете одговор. Продолжуваме со видовите на терапија, дали цитостатиците се основа за лекување понатаму? За најголем дел да. За најголем дел да. Она кое што нивното дејство е сега многу кратно зголемено, односно ефектот на терапијата е надополнета со таа имунотерапија. Тоа се таргетирани моноклонални антитела кои што таргетираат определени делови од туморските клетки и така го зголемуваат ефектот на истата, така да зборуваме најчесто за имунохемотерапија. Кои пациенти се кандидати за имунотерапија? Секој пациент може да ја прими или не? Зависи презентација на определени клетки, треба да има туморската маса, да презентира дека има такви определени клетки, за да може истата, затоа што е насочена терапија према клетки кои што изразуваат определена својство. Така кај Б клеточните лимфоми ќе имаме ритуксимаб, тоа е моноклонално анти-CD20 антитело, бидејќи тоа се експримира на површината на Б клеточните туморски клетки, доколку станува збор нели за Б лимфом. Доколку е Т лимфом, тогаш за тоа сака да кажа имаме таргет терапија повеќе, така да имаме насочена спрема во други секој клетки. стадиум од болеста може да се примени оваа терапија? Да. Генерално да. Агресивните лимфоми бараат неодложно започнување на хемотерапија. Така, например, најчестиот дифузниот крупноклеточен Б лимфом. А, например, фоликуларните лимфоми, како што кажа колегата, може да се следат, па во даден момент, доколку дојде до прогресија, значи проширување на болеста, тогаш да се примени појава на симптоматологија што кај пациентот. поагресивен лимфом, тоа е поагресивна терапијата, тоа е вакво. Така да има и една подгрупа на поагресивни, кои што имаат потреба од поагресивен третман. Гледаме да се индивидуализира, све е ризик стратифицирано, односно проценката на ризикот е направена. Секој пациент мора да влезе во некаква си
група посебна, го определуваме и посебен индекс имаме за како се движи болеста, така да и тој вклучува зазема дел во донесувањето на одлука за терапија, така да мора да се гледа холистички, односно пациентот во целост да се гледа дали би можел да издржи терапијата, дали би таа терапија би донесла повеќе штета од добро, така да балансот се носи индивидуално за секој. Така да имаме стручно реферирање на кој што секој пациент поединечно се разгледува од страна на сите присутни професори, лекари и слично. Така, индивидуален пристап има во лекување. Да, секој се презентира пред цел стручен колегиум. Имаме гледач кој што очекува вклучување во денешната Тилма амбуланта, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден за гледачот, се надевам дека не се исклучи, бидејќи малку почека. Добар ден, еве уште една шанса за него. Добар ден. Нека се јави, еве нека се јави подоцна. Во случај оваа терапија да не даде ефект, што се препорачува? После тоа, значи, секоја терапија, значи, мора да има проценка на одговор на истата. Освен во случаите кога за определената болест, за Ходжкиновата болест, значи носиме и одлука, снимаме и дополнително за да носиме одлука и во тек на лекување, така нареченото средно снимање. Меѓутоа, мораме да направиме на проценка после секоја аплицирана хемотерапија, односно определен број на циклуси кои што пак она иницијално сместување во посебна ризик група го прави. Така да најчесто од прилика тие поагресивните форми примаат 6 циклуси на терапија, после кој што ние правиме проценка на одговор на терапијата. Доколку има неуспешен одговор на терапијата, по правило мора да се направи ребиопсија за да се потврди дали се работи за истата болест или за нешто некоја друга на тоа што ќе остане како дел од болеста, па имаме предвидено веќе и второлинијски терапии, имаме трансплантација со автологни матични клетки, така да имаме терапевски опции за понатаму. Пред да преминеме на матичните клетки, да им дадеме можност на гледачите да се вклучат, добив знак дека двајца гледачи овој пат сакаат да постават прашање, се надевам дека успешно овој пат ќе ги слушнеме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ќе ве молам ако може едно прашање до докторот. Секако, повелете. Вака имам по телото лимфни жлезди. По целото тело имам може на 10 парчиња. И сега ме интересира, преди 5-6 години ми кажаа да биле без преглед, само со консултација. Значи, само со консултација. Не сте правеле некои анализи за што точно се работи? Не ги прегледаа, така ми кажаа. Сега ме интересира, кај може да се обратим и како и со каков упут да дојдем, како може да се знајдем да дојдем до докторите. Така, добро, во ред, ви благодарам за вклучувањето. Што би... Кај нас упатувањето го прават матичните лекари. Значи, матичните лекари најдобро ја знаат состојбата на секој пациент посебно и најдобро може да проценат дали се работи тоа на вистина за презентација на зголемен лимфен јазол или може би презентација на липомија, односно на масни ткива, како што кажа пациентката, тоест гледачката, извинете. Така да мислам дека гледачката треба да се обрати кај својот матичен лекар и таму да се направи проценката каде понатаму. На тоа апелираме цело време. Мора да се оди кај матичните лекари и да се прават прегледи. Тоа е целата идеја. Секој матичен лекар е доволно образован, доволно едуциран за да може да препознае она кое што би било потенцијално малигно заболување. Да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Ме слушате? Да, ве слушаме одлично, повелете. Кој е вашето прашање? Значи, ве слушам цело време на емисија. Имам проблеме до 15 години со грбот. Грбот ме боли до 15 години. Нема никаков ефект од таблети. Одам на ортопедија, одам така, на но сепак, господино, вашиот проблем е сосема од друга природа, болка во грб. Предпоставам дека тоа ќе треба да се јавите кај ортопед. Да. Ако не грешам, така. Пак е матичниот лекар. Повторно матичниот лекар, па матичниот ќе ве препрати. Идеме со следниот, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добив знак дека имаме уште еден гледач. Еве, успешно се вклучи во програма. Добар ден, повелете. Ве слушаме, во програма сте.
Уште една можност за гледачката да се вклучи. Добар ден. Нека се јави повторно во телевизија Тилма и нека ја објаснат на кој начин треба да се вклучи во програма. Ние продолжуваме понатаму, споменавме матични клетки, трансплантација на матични клетки, за што се работи конкретно и на кој може да биде донор, какви матични клетки може да се примат? Конкретно кај оваа група на пациенти, сам денес што зборуваме за лимфомите, се прави автологна трансплантација кај оние пациенти кои што не одговориле на прволиниската. Каква е самото автологна трансплантација? Добро. Значи, пациентите кои што не одговориле на прволиниската терапија, Добро. како што кажа претходно колегата, бил направен контролен ПЕТ скен, не потврдено се уште присуство на болеста, а се подобни според возраст, општа состојба, значи пошто кај секој пациент пристапот е индивидуализиран, доколку се погодни за агресивна терапија, тогаш примаат во хоспитални услови, примаат друг тип на хемотерапија, таа ја викаме високодозна хемотерапија, поагресивна, со обид со цел да ги внесеме во ремисија на болеста, значи да ја повлечеме активноста на болеста и потоа со цел да ја продлабочиме таа ремисија на болеста се спроведува автологна трансплантација на периферни хематопоетски матични клетки. Тоа е всушност трансплантација на самите матични клетки од пациентот. Значи Сопствените матични клетки. Да, од сопствените матични клетки. На посебен апарат, на посебна машина која што ние исто така ја имаме од пред 2 години, мислам, на нашата клиника. Се стимулира организмот да произведе повеќе. Така. Значи се дава специјален специјално средство за раст, за стимулација и после тоа тој процес на жнеење во превод македонски афереза, во кој што се земат тие матични клетки, може да се криопрезервираат, односно да се зачуваат за понатаму или може да се употребат веднаш во зависност од пристапот кој што ќе биде преземен за лекување пред нив. Значи, она кој што мора да се потенцира е, затоа и колешката кажа за подобноста, пред да се вратат во организмот и да се направи таа автологна трансплантација, се прима поагресивна хемотерапија и заради тоа мора проценката да биде индивидуализирана, дали би можел да издржи или не пациентот. Бидејќи некој повозрасно лице со многу коморбидитети, мислам, придружни негови хронични болести, ако не е во општа добра состојба, во тој случај не се поставува на таа високодозна хемотерапија. За нив има други терапевски модалитети. Значи, никој не е оставен без терапија, значи има и без разлика на тоа дали е подобен или не. За секој од нив, водичот тоа го потенцира, е предвидено соодветно лекување. Колка е ефикасност од автологната трансплантација на матични клетки кај овие болести, кај лимфомите? Реално, секој лимфом кој што ќе има индикација за автологна трансплантација е по-резистентен на првите линии на терапија. Како што кажа количката, тоа се лимфоми кои што не одговориле соодветно на првата линија на терапија и поради тоа мора поагресивно да се лечат. Таквите лимфоми се самите по себе се заштитени за конвенцијалните хемотерапии и повторно успешноста е во зависност од претходните одговори на терапија, меѓутоа не додава премногу ако со секоја линија потребна на терапија за да се дојде до таа ремисија, значи се намалуваат околу 20% би можеле да зборуваме за подобрување. Имаме повторно гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден. Ве слушаме. Кој е вашето прашање во денешната Тилма амбуланта? Ве слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Видите, одговорите за терапија се европско-светски, контролирана работа, лекарите наши се доста спремни и тука немам сумнеш. Што помалку пациентите знаат за инвазивноста на терапијата, подобро. Моето прашање е друго. Ризик фактори, причина и симптоми. За овие болести? За лимфом?
Ме слушате? Да, ве интересираше ризи фактори, причина и симптоми Ризи на фактори, болеста. причина и симптоми за неоплазија, на лимфомска неоплазија. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ние денеска во поголемиот дел од емисијата го разработувавме тоа детално. Доколку не ја проследивте емисијата, би можеле да погледнете реприза. Мислам дека сублимирано не би можеле да опфатиме, бидејќи се навистина бројни и симптомите и причините кои што доведуваат до оваа болест. Да не сметаше пациентот за некоја специфична? Не, господинот беше сосема во право за една работа, светски се значи резултатите, Така. ние се водиме и горд сум со тоа што сум дел од клиниката која што обезбедила терапија за сите пациенти. Така да една светска терапија и нашите искуства воопшто во лечењето на лимфомите се компарабилни со европските и светските, така да Спомена гледачот, вели подобро да не се знаат несаканите ефекти. Тоа е за македонецот, значи тоа е нешто кое што европската и светска хематоонкологија го потенцира на разговор со пациентот и до носење на заеднички одлуки. Меѓутоа, тоа е за некој друг вид на здравствени системи во кои што пациентот партиципира соодветно. Така да и затоа што секое лекување различно чини и ради тоа пациентите повеќе се прашуваат. Кај нас е овозможена таа терапија без никаков надоместок, така да е светска терапија овозможена и некојаш пациентите не сакаат да дискутираат на темата. Не, на... добро, ама во принцип нашиве оваа, например, прволиниска терапија за лимфомите и за Ходжкиновите и за неходжкиновите лимфоми без разлика, да не се плашат граѓаните, не е значи терапија која што се прима во хоспитални услови, туку се прима во еден ден преку дневната болница на Универзитетската клиника за хематологија, еднаш на 3 недели. Значи пациентите во принцип најчесто, освен оние кои што се со четврт стадиум на болест во тешка општа состојба, само тие се хоспитализираат. А другите пациенти доаѓаат и си одат. Така. Со повремено правење на крвна слика, контрола на крвна слика измеѓу терапиите, да се види евентуално, бидејќи си има нели несакани ефекти од типот на нас подкрвната слика што ни е најважно е дека може да дојде до опаѓање на бројот на леукоцити, меѓутоа и тогаш интервенираме, да, има решение, се даваат такви инекции гранулоцитен, колоностимулирачки фактор, со цел да ја поттикнеме создавање на леукоцити, да не би биле склони кон инфекции. Тоа е целата поента. Меѓутоа, за да не биде чисто дека беше мониторирањето ни оди тоа што го кажа колешката, мора да има мониторирањето го и во соработка со другите наши колеги од другите центри во државата, значи тие ни помагаат све во интерес на пациентите да не се изложуваат на дополнителни трошоци. Така да имаме одлична соработка, одлично работиме, како што гледачот кажа да не знаат, меѓутоа мора да бидат свесни. Мораме да бидат свесни за сето тоа, за соодветно да се реагира, да се препознае нештото. А и да бидат внимателни во текот на лекувањето. Мислам да се пазат. Таа состојба која што ја спомена Марија, тоа се вика фебрилна неутропенија, тоа е живото загрозувачка состојба, затоа мора да има и проверка на бројот на леукоцитите, меѓутоа и добра комуникација за да се препознае истото. Така да мора некоја основна комуникација, мора да постои основно признање. Ајде, имаме повторно гледачи на линија, двајца гледачи, да ги слушнеме нивните прашања, само ќе ги замолам што поконцизни во интерес на времето, за да може да бидат одговорени. Добар ден. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете. Еркан Рамадановиќ Сејево. Ви благодарам. Кој е вашето прашање? Повелете. Моето прашање не е, туку ја сакам само да ги пофалам најдобрите и најубавите доктори во Македонија и институцијата што е во Македонија хематологија број 1. Така, ви благодарам за вклучувањето и за комплиментите кои што ги упативте до нашите убави гости и професионални денеска. Да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Поздрав до гостите, секако и до водителката. Ви благодарам. Едно прашање. Малата е 16, скоро 17 години и се појави, значи, од двете страни на вратот лимфни жлезди, најголемата до 15 мм. Нема симптоми, крвна слика е уредна, брисевите се уредни. Ако е реактивна, ни рекоа дека е реактивна лимфаденопатија, колку време би требало да чекаме за да евентуално, не дај Боже, нели да направиме следни постапки? Аха, така, кога би требало следни постапки да се направат? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Ти кажеш ти? Па, значи, доколку им рекле, сигурно биле на инфективна клиника и таму се проследени. Сигурно се земени и серолошки испитувања за вирусни најчести инфекции кои што може да предизвикаат лимфаденопатија, како цитомегаловирус, Епштен-Бар вирус, има и останати. Доколку им кажале дека станува збор за реактивна, треба да почекаат, например, од прилика 1 месец. Доколку не дојде до повлекување, тогаш треба да се следи редовно жлездите на вратот кои што ги опиша. Доколку не се повлекуваат по неколку месеци, во тој случај по 1 месец, во тој случај може да се размислува, зависи. Треба да се да упатам до гледачката дека може да се јават и на контрола и на нашата клиника, па да видиме, да направиме комплетни анализи и кај нас. И нема правило, секој различно реагира. Се работи за девојче на возраст од 16-17 години, активни се повеќе хронични воспаленија, така да можна е презентација, меѓутоа повеќе од месец, како што спомена колешката, веќе е знак кој што барат дополнително следење. Иако реактивни жлезди може да се следат и подолг период. Иако има и луѓе кои што конституционално, например, послаби луѓе, може, например, таква конституција да имаат цел живот жлезди кои што се палпираат, а тие да не значат ништо, како да кажам. Така да тоа не е знам дека е естетскиот проблем кај девојчето, меѓутоа се очекува дека како што се појавиле дека и ќе се исчезнат. Најверојатно е реактивна. Така. Еве да смирите и мајката дека најверојатно е реактивна. Но дека ако има потреба, нека се јави кај нас. Ќе направиме кај нас контрола, да. Не визуализирани се знаеше димензии гледачката, така да најверојатно се пратени колегите кои што го кажале зборот реактивна, значи се знаат и може да препознаат. Така да верувам во тоа дека девојчето ќе биде добро. И е потврдено дека е реактивно. И моето последно прашање денеска ќе се однесува на прирачникот за унапредување на рана диагностика и третман кај пациентите со лимфом. Значи, ова е тој водич, така, значи ова е тој водич кој што е наменет за стручни лица. Споминавте дека ќе ми брошури. Споминавте дека е многу важна раната диагностика. На што се однесува овој водич на диагностицирањето? Значи, овој сет направила се тоа. Ова е еден сублимат на работа на нашето здружение за хематологија и на нашиот водич претседателката професор доктор Ирина Пановска-Ставридис, и ова представува сублимат во кој што ние презентираме насоки, презентираме план за лекување. Ова, како што кажавте, е за интерна употреба, односно за хематолозите кои што работат во Република Македонија, така да ова служи за нивна едукација, нивен потсетник, за презентација пред специјализанти, пред студенти, така да... Значи, накратко да кажам. Така, повелете, Марија. Пред да се направат овие водичи, значи ние на нашата клиника водиме континуирана интерна статистика на бројот на новодиагностицирани пациенти, не само со лимфоми, туку и општо со другите малигни хематолошки болести, и се забележа еден неочекуван пат во инциденцата, односно тоа е бројот на новодиагностицирани пациенти на годишно ниво на нашата клиника. Се забележа разлика во инциденцата годишна од 15%. Пред почетокот на пандемијата со COVID и во текот на пандемијата. А лимфомот, самиот лимфом, представува 7 по частота малигно заболување во светот, меѓутоа кој што се одликува со континуиран пораст на инциденцата на годишно ниво. Во текот на последните 50 години се зголемува неговата инциденца ширум светот.
И ние забележавме дека во нашата земја имаме пат во инциденцата на бројот на новодиагностицирани лимфоми, а истата инциденца беше постигната, значи тој очекуван пораст на инциденца и покрај пандемијата со COVID-19 во останатите земји во светот, европски земји и Соединетите Американски држави, тој очекуван пораст на инциденца беше постигнат. И поред тоа не натара да размислуваме на кои се причините зошто баш во нашата земја да имаме пониска инциденца на лимфоми и свативме дека неколку фактори се во прашање. Така, например, на глобално ниво, општата популација за жал не е доволно запознаена со оваа тематика, мислам со малигниот лимфом и, например, околу 2/3 од луѓето не ни знаат дека лимфомот е малигна болест. Тоа, од своја страна, води до игнорирање на симптомите на пациентот, до одложено појавување на лекар и така натаму. Или дека се лечи. Некои луѓе мислат дека малигната болест не се лечи. И не знаат дека дури доаѓаат, знаете, и сега сето тоа е очекувана, реакцијата е очекувана, меѓутоа тие слушнале или недоволна комуникација постои, ради тоа, знаете, очекуван е стравот, меѓутоа се додека го откриеме навремено можеме да реагираме и навремено да го излечиме. И тоа е многу важна порака за сите, дека оваа болест може да се лечи. И заради тоа е многу важен тој преглед и препознавање на симптомите кои што им се јавуваат. Колку и тоа да го мислат дека е незначително. Ке забележат дали е тоа на ременот дека слабеат, дали се тоа вечерни препотувања, да треба да променат пижама, мајца. Значи, тоа се некои си општи симптоми кои што треба или ке забележат лимфениазол, треба да се јават кај својот матичен лекар за понатамошно иследување. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Ви испративте пораката доколку се забележат некои симптоми, навремено се појде на лекар, бидејќи раната дијагностика значи успешно лекување дури ке малигните заболувања како што е лимфомата. И да се заблагодариме и на професор доктор Ирина Пановска-Ставридис што бидејќи она даде ја превзеде иницијативата за изработка на овие водичи, кои што всушност тоа се национални препораки за дијагностика и третман на пациенти со лимфоми во нашата земја и се засновани врз релевантни здруженија и водичи во светот кои што се користат. И исто така директорката професор доктор Ирина Пановска-Ставридис, која што е и председател на Сдруженијето за хематологија на Македонија, спроведе и работилница мултидисциплинарна од мултидисциплинарен карактер, каде што покрај ние хематолозите имаше и лекари од други гранки, како радиолози, патолози, интернисти, хирурзи и така натаму. И таа работилница имаше за цел да спроведе мапирање, односно да ја увиди каква е моменталната состојба на дијагностиката на лимфоми во нашата земја и да спроведе мапирање на сите здравствени капацитети, односно установи во нашата земја, кои што според простор, опрема и кадар ги исполнуваат условите и би можеле да се вклучат во дијагностичката обработка на овие пациенти. Така, одличен проект. Ви посакувам уште многу успеси во работата. Продолжете така и понатаму. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имете пријатен ден.